Добар ден, почитувани гледачи. 14 часот, уште еден термин резервиран за отвореното студио 1. Денеска сме четврток и ќе се дружите со мене Елена Милошевска. Како што веќе напоменав, од 14 часот стартува отвореното студио 1, но секако ние ќе ве запознаеме накратко и ќе ви ги презентираме и другите содржини кои што денеска ќе ги гледате на програмата на 1 ТВ. Па во продолжение да погледнеме што следува денес програмата на 1 ТВ. Во овој прв блок, како што е веќе познато, ќе се навратиме во однос на тоа, ќе погледнеме кои беа гости во вчерашното отворено студио 1 и секако кој му гостуваше на Сашо Ордановски во печат на неделата. По завршувањето на првиот блок следува информативното издание. Овој пат информативното издание ќе го води колегата Александар Петровски и по завршувањето на вестите се враќаме повторно во отвореното студио 1 во 15 часот и 20 минути. А имаме една навистина интересна тема која што ви ја подготвивме и секако ќе разговараме на таа тема, односно веќе навршуваат по полека 2 години од пожарот кој што го зафати Заводот за 2 години од пожарот во Заводот за урбанизам и архитектура. И токму на оваа тема ќе разговараме со двајца уметници кои што всушност организираат еден меѓународен симпозиум. Станува збор за Христина Ивановска и Јане Чаловски. Потоа следува термин резервиран за колегата Дејан Андоновиќ, односно тој ќе ни ги анализира најновите информации од регионот и од светот. И по завршувањето на вториот блок отворено студио 1 следува уште едно информативно издание во 16 часот со колегата Александар Петровски. Ние веќе во отвореното студио се враќаме во 17 часот и овој пат имаме една навистина интересна тема, односно станува збор за тоа дека светот повеќе нема да биде ист што ќе ни донесе новата 5G технологија. Нова тема разговараме со пионерот во IT секторот, односно во македонскиот IT свет, со Ванчо Ордановски. И по завршувањето на третиот блок отворено студио 1 секако имаме и забавни емисии. Тука се Звезда Бореден, музичкото талент шоу, потоа нашите ексклузивци и по завршувањето на ексклузив следува веќе добро познатиот Сергеј со студио Мода. Во отвореното студио во 19 часот и 20 минути, токму тука на ова место ќе седне колешката Кочишки, а ќе разговара со Коста Петровски кој што беше дел, односно Коста Петров кој што беше дел од евровизискиот тим. Темата ќе биде зад кулисите на евровизискиот спектакл. Дневникот следува во 20 часот со колешката Елена Джугуманова, исто така ќе го води и колегата Александар Чомовски и секако тука ќе имаме повеќе вклучувања во живо. Колешката една од колешките која што всушност се наоѓа ќе го следи во Ландово Фолкфест, ќе ни ја долови оттаму атмосферата, а исто така ќе имаме и линковско вклучување од фестивалот на светлината. Ќе имаме и линк од Универзитетот Фон, соговорник Сефер Цановски. Следната тема која што ќе се обработува во отвореното студио 1 заедно со колегата Александар Чомовски ќе биде тоа дека државата старе за една декада ќе нема работници. Што ќе покаже пописот? Токму нова тема Чомовски ќе разговара со директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. И секако отвореното студио 1 продолжува, односно вие гледачите ќе можете слободно да се јавите и да дадете свое мислење, став во однос на истата тема, бидејќи ќе има и отворени телефонски линии. Денешниот ден го заокружуваме со вестите во 22 часот и 40 минути. Тоа е на накратко што ќе гледаме денеска на програмата на 1 ТВ. Ние продолжуваме понатаму. Секако ќе се подсетиме најпрво кој гостуваше вчера во отвореното студио 1. Она што можам да кажам е дека во изминатиот период навистина многу се зборуваше за извештајот за напредокот на Македонија, па Европската комисија вчера конечно и го представи извештајот и таа всушност даде и зелено светло за почетокот на преговорите на Македонија. Исто така нашата земја доби пофалби во однос на тоа што досега сработила земјата, што понатаму ќе сработи. Нова тема во отворено студио 1 гостуваше вице-премиерот Бојар Османи. Освен оваа тема, исто така тој ги изнеси своите ставови во однос на тоа што се случува во делот кога станува збор за
корупцијата и непотизмот и дали граѓаните на вистина го почувствувале напредокот како што беше опишан во извештајот на Европската комисија. Во продолжение да погледнеме дел од ова гостување. Спомнате агресивниот ангажман на институциите кои што беа создадени во овој период како така наречени delivery units за да испорачаат резултати и во делот на борба против корупцијата и организираниот криминал и непотизам. Значи, се разбира дека ние не сме совршени и затоа не велиме дека не велиме дека сме подготвени утре да влеземе во Европската унија. Меѓутоа, дали во овој известувачки период, дали во овие 2 години отворивме ново поглавје, направивме комплетна трансформација на општеството, тоа јасно се гледа во самиот извештај. Она што, видите, секој од гледачите ќе забележи дека може да се сложи делумно со теоретските наоди на извештајот, но секој ќе рече каде е тоа во нашиот секојдневен живот. И повторно доаѓаме до еден хроничен проблем на Македонија. Зборувам за проблем кој се провлекува од осамостојувањето до ден денеска. А тоа е способноста на државниот апарат да имплементира. Значи, пак ке се навратам. Извештајот не спомнува само добри намери и никогаш не би бил позитивен и со таква препорака доколку би се заснувал само на добрите намери, туку и на конкретниот трек рекорд, на солидната имплементација на тие намери. И земајте било кое поглави. Еве, земајте слободата на медиумите и слободата на говорот. Дали во секојдневниот живот граѓаните чувствуваат дека има слобода на говор и има слобода на медиуми. Земете во вклучување на цивилното општество во општествените текови. Дали во секојдневниот живот го чувствуваат тоа невладините организации дека имаат право да се бидат вклучени и во подготвување на стратегиите и во имплементација на истите и во евалуација на истите. Земете, еве, кажете ја вие било која тема, па да земеме пример дали граѓаните тоа го чувствуваат. Ако сакате, јас ќе ви кажам, еве на пример, кога го гледате, еве имаме конкретно. Имаме една афера кај што некој така наречен бизнисмен отвара салон за намештај, потоа исчезнува и така натаму. И како што ви е вас добро познато, еден од стандардите на Европската унија, едно од битните поглавја кое патем ќе дојде и на ред за преговори, дај Боже ако ги имаме, е заштита на потрошувачи. Тоа е сериозна работа во европскиот контекст. Колку што има време погледнав во овој дел, таму стои дека нема напредок. Тоа е поле и тема која и како се рефлектира врз она што се вика секојдневен живот. Видете, во делот на економските теми, јас ви кажав дека ја Тоа не е економска тема. Подготвеноста е солидна. Ова е повеќе тема која може да се смести во корпусот на човековите права. Еве, и во делот на правата на потрошувачите. Еве, например, има едно поглавје за company law, за фирмите и нивното функционирање. Таму во известувачкиот период може да нема напредок во последнава година, меѓутоа баш тоа го зборевме во Брисел, бидејќи вкупната подготвеност е релативно добра и дека не се очекува во известувачкиот период да се направи покрупно законско решение, бидејќи законската рамка е релативно солидна баш во тие поглавја. Се разбира дека со започнување на преговорите почнува нова динамика на следење и на имплементација. И нас не случајно преговорите ни се важни. Не само заради тоа што ќе напишеме некаде дека отворивме преговори, туку затоа што тоа ќе ни донесе ново гориво, нова динамика, нов мониторинг. Тој механизам на Европската унија ги трансформираше сите општества во Источна Европа. И вистинската трансформација ќе почне тогаш, тоа што ние сме го постигнале со оваа подготвеност. Да, така погледнавме дел од ова гостување, а инаку извештајот на Европската комисија исто така беше и тема на разговори во вчерашното издание на Печат на неделата со Сашо Ордановски. На него пак му гостуваа двајца гости, Бојан Маричик, советник на премиерот Зоран Заев, како и Слободанка Јовановска, главен уредник на Независен весник. За Маричик пораката е кристално јасна, за Јовановска пак оценките се реални. Јас да не должам многу да погледнеме делот и од ова гостување.
валоризирани сме по сите оние клучни 4 области кои што ни ги зададе Европскиот совет минатата година. Комесарот Хан во представувањето во Европскиот парламент не нарече блескав пример за сите држави од регионот и за моќта на привлечноста на Европската унија, значи даде еден поширок контекст. И Па и Могерини нешто да збори. Исто така и Могерини даде со суперлативи. И она што е добро е што побара донесување на одлука за почеток на преговорите веднаш, што значи дека после овој позитивен извештај, кој што е на некој начин за окружување на реформската агенда и на преспанскиот договор и договорот со Бугарија од последниве 2 години, денеска завршивме со една идилична, да речам, слика кај претседателот Пендаровски во присуство на цел државен врв, во присуство на сите политички партии, парламентарни групи, опозиција и така натаму, беше представен извештајот, имаше убава дискусија и врз основа на тоа се испрати порака дека сите стојат позади агендата Република Северна Македонија час поскоро да ги почне преговорите. Тоа ни дава за право да продолжиме понатаму во наредните месеци да се подготвиме, во наредниот период да се подготвиме и со заокружување на техничкиот преговарачки тим, и со донесување на сите оние акти и да чекаме топката да ја префрлиме на европско ниво кај европските институции и државите членки каде што треба да се донесе одлуката. Слободнка, ние знаеме дека во Македонија не е идилична ситуацијата, но ајде првиве минути од програма од емисијава да ги потрошиме на оваа ретка прилика да добиеме вака позитивен извештај на вистина. Како тебе ти се чини, како вие колегите од Независен весник во утрешниот број ќе оцените денешниот ден? Убаво беше да се слушне убав извештај за Македонија. Мислам тоа со исклучок на минатата година беше реткост. Убаво исто така да се слушна дека Македонија е најдобра во регионот. Едноставно убаво беше и чувството дека сме го заслужили извештајот. Лично ние самите знаеме дека многу од оценките што се изнесени внатре се реални. Иако се гледаше некоја тенденција, некои од слабостите да не се споменуваат, за да имаме посилен случај за да добиеме датум. Она што сите знаеме е дека ова не ни е прва препорака за преговори и имаме лошо искуство за нас. Десети извештај. Имаме лошо искуство и веќе не се радуваме за жал на препораките на Европската унија. Без оглед што мислам дека ова е најсилна до сега препорака и едноставно препорака која што би било на вистина ризик од страна на земјите членки да ја одбијат. Ние имаме многу силен случај сега пред нив на маса и би требало Македонија на вистина да добие преговори овој пат. Во извештајот и во неговото представување е отидено со фагање на двете земји, значи Република Албанија и Република Северна Македонија, иако постојат одредени нијанси заради внатрешно-политичката состојба во Република Албанија, каде што сепак се прават некакви, да кажем, дистинкции помеѓу двата случаи. Бојан, значи регата, системи, не знам, вакви принципи, сето тоа и така натаму. Нас сепак мислам дека сега следното е во јуни, Советот на министри на Европската унија, ако таму не се помине ќе се оди на највисоките представници на државите и владите членки на Европска унија. Што се вашите очекувања? Гледаме, денеска имаше збунувачки изјави. Еден германски представник дава една изјава, после него се јавува друг кој што дава во спротивен контекст. Јави министерот за Европа Рот, кој исто така даде уверувањето дека треба што побрзо да се почне со преговори. Сега вие одите во next level, што се вика, следна фаза. Што очекувате суштински дека ќе се случи, иако веројатно веќе не сте во ситуација да ја контролирате ситуацијата. Мислам дека развојот на настаните е веќе вон ваша контрола. Да, може да влијаат се уште со лобирање, да издействуваат, меѓутоа времето е многу кратко. Ама јас имам впечаток, еве пред Бојан да почне, имам впечаток дека допревме сегде кај што можеме да допреме. Не, се уште имаме време. Имаме до 21 се уште време да смениме нешто, ако ништо друго до таа седница на Бундестагот, кај што треба некако да се најде. Една седница е на таа комисија на која треба. Имаме ли време, Бојан? Ако ми дозволите, значи нема адреса важна на која што не сме се обратиле во последните 2-3 месеци. Што би рекли хрватите опетовано, по неколку пати. И тоа по неколку пати Берлин, неколку пати Брисел, Париз, Виена, значи нема каде се неаме обратено.
Мислам дека сме ги изложиле сите аргументи зошто е ризично да се држат по секоја цена пакети кои што може да бидат неодржливи. Инаку не е тоа ништо ново пакетирањето во проширувањето. Освен Хрватска, сите други биле во некаков пакет со уште една или со повеќе држави. Во отвореното студио 1 на Ацо Кабранов му гостуваше и Павле Богоевски, кој што неодамна си поднесе оставка од претедничката функција. Тој зборуваше токму на оваа тема, скандалот и снимката кои што неодамна се појавија во јавноста, а секако потоа следува и бурни реакции. Тој истакна дека кривичната одговорност ја прифаќа во целост, а исто така ги повика и надлежните институции да го испитаат целосно случајот. Јас да не должам многу да погледнеме што дополнително изјави и што друго, на кои други теми зборуваше Богоевски. Кај мене прашањето на кривична одговорност дали ќе следи или нема следи воопшто не беше букваво равенката условно кажано. Целиот свој живот јас постапките што сум ги правил во јавноста никогаш не биле со ни малку избегнување на одговорноста која што следи од тие постапки. Доказот за тоа е процесот кој што се водеше против мене во Скопскиот кривичен суд за боењето на зградата на Министерството за култура. Доказ за тоа се 40-тината, мислам дека си повеќе прекршувачи пријави кои што ги имам. Приведувањата неколку пати, доказ за тоа дека не бегам од кривично правните последици на моите постапки е искреноста која што, односно зборовите кои што ги кажа веднаш по самиот настан мојата изјава. Така да, кривичната одговорност ја прифаќам во целост и добар дел од причината за моето заминување од собранието беше токму тоа да не дозволам мојата претедничка функција или начинот на кој што претедничката функција е перцепирана во јавноста да биде пречка во постапувањето на органите на програмот. И тогаш ги повикав и сега уште еднаш ги повикувам целосно да истражат работата и целосно да ја утврдат мојата евентуална одговорност, но и одговорноста на тие што противправно снимале и тие што противправно ја проширија таа снимка потоа. Јас ги следев колку што можев да ги следам реакциите веднаш по твојата објава и твоето признание за што се работи, дека се работи за масло од канабис, за лечење на твој близок од семејството. Малку ме зачудија таа жестина на реакции, морам да признам дека голем дел беа негативни. Беа негативни и факт е дека на снимката не се споменува дека е масло од канабис. И очекувано е дека политичките опоненти па и добар дел од јавноста нема да... Не беа само политичките опоненти. Да, тоа сега кажам, па и добар дел од јавноста ќе имаат поинаков став за содржината на таа снимка и јас сум свесен дека никогаш нема можем да докажем дека станувало збор за масло од канабис, ама не можат ни тие да докажат дека станува збор за нешто различно. Со дел од вака пријатели некои кои што морам да признам дека не ја оправдуваа постапката. Ги прашував, добро, зошто така? Па велат затоа што Павле не е оно истиот Павле од Шарената револуција, стана арогантен, веројатно позицијата пратеник малку го занесе. Има ли вистина во тоа? Што мислиш? Се преиспита ли ти себе си? Да, се преиспитав многу себе си, ама ова не се преиспитувам само сега по настанот, се обидувам да се преиспитувам во изминативе 2 години. Се разбира дека не сум истиот, никој од нас не е истиот што бил пред 2 години, а камо ли па човек на кој што му се случиле промени во животот како што ми се случија на мене. Зборувам за политичкото активирање, зборувам за зголеменото изложување пред јавноста и така натаму. Јас не се гледам себе си како арогантен и мислам дека луѓето кои останале во комуникација со мене овие 2 години може да го потврдат тоа. Ама да, не ми е ни убаво што добар дел од моите пријатели можеби ме почувствувале како арогантен и се надевам дека ќе имам прилика да го променам тој став. Што велат твоите колеги? На колеги мислам од пратениците. Некако молчаа на Facebook, немаше никакви реакции. Не би рекол дека молча, значи имаше реакции од неколку колеги. Професорката Ременски многу жестоко ме бранеше уште пред самото заминување од собранието. Официјалните ставови на пратеничката група и на владата беа започети за поздравување. Прво, нели дека законската работа ќе се
ќе се расчистат институциите, а моралната и етичката одговорност е индивидуална работа за која што владата нема место да му кажува на собранието, па дури ни еден пратеник на друг. Се поставува прашањето колку можам јас на било кој друг пратеник или било кој друг пратеник да ми зборува на мене за моето индивидуално сваќање што значи пратеничката функција. И па дури во втората фаза кога премиерот одговори на прашање и рече дека се одека функцијата си ја вршиме како што треба да си ја вршиме, тоа што го правиме во нашето приватно време, наша приватна работа. Јас морам да кажам дека не можев да очекувам поголема поддршка, да речеме, од тоа. Значи, да, имаше луѓе што очекуваат дури да излезат у моја одбрана луѓето и така натаму, ама ние не сме група на луѓе која што само за да зачува нечија функција или за да спаси нечiji имидж, ќе се стави во агресивна кампања на одбрана, на што знам, можеби ширење лажни вести или што и да е. А на крајот од денот и јас отворено си излегов одма, сами си признав што е работата, односно и не им дадов многу место на луѓето за одбрана. Овде има постапување спротивно на законот, именно купување на масло од канабис е незаконски. Прашање е дали има кривично дело, тоа ќе се изјаснат органите на прогонот, но исто така и прашање беше дали самото сторување на каков било незаконски чин не представува контрадикторно со вршење на пратеничка функција, односно со вршење на највисоката функција во државата, сега не го земам во предвид председателот, ама пратеничката функција функција на директно представување на граѓаните кои што ве гласиле на нивната волја изразена во законски текстови во однесување во собранието. Па да, и со право беше поставено прашањето дали може пратеник, поготово пратеник кој што се залагал за правда, за еднаквост пред законите, за правна држава и владењето на правото, дали може пратеник да го има истиот легитимитет понатаму во вршењето на својата функција, откако сам излегува и признава дека сторил нешто противзаконско, што и да е тоа противзаконско. Тоа го искалкулира пред да одиш ви кажам што бидејќи видите, да, настаните се случува многу брзо по објавувањето на снимката и се разбира кај мене мислите и савовите не се во еднаш тука еволуира. Се трудев и да се консултирам колку што може да се консултирам. Еволуира самите ставови, но повторам во моментот кога бев во полициската станица, кога се само пријавав, кога свадив колку е па и смешно тоа да и си викам што сега па ќе искочиш во јавност и ќе се држиш за функцијата, ќе негираш, ќе се глупираш. Не, има и поважни работи од функцијата, вредностите ми ги другото, принципите ми ги другото. Пополека истекуваат и последните минути предвидени за овој прв блок од Отворено студио 1, но пред ние да се одјавиме уште еднаш накратко само да потсетиме што е она што ќе гледате во вториот и во третиот блок од Отвореното студио. Како што веќе и претходно напоменав, во вториот блок ќе разговараме со двајца уметници на една навистина интересна тема, односно 2 години од пожарот во Заводот за урбанизам и архитектура, дали е се загубено или не и дали е штетата надоместена која што всушност се случи тогаш со оглед на тоа дека голем дел од документите изгореа во тој пожар. И потоа во 17 часот ќе разговараме со Ванчо Ордановски, IT професионалец на една исто така навистина интересна тема, односно што е она што ќе ни донесе новата 5G технологија, кои се нејзините позитивни, а исто така и негативни страни. Како што веќе напоменав, пополека тука треба да се одјавиме. Се гледаме малку подоцна во 15 часот и 20 минути, а вие останете со програмата на 1 ТВ, бидејќи во продолжение следуваат вестите со колегата Александар Петревски.